Ката. Добро, јас во моето обраќање не ја спомнав комисијата ниту еднаш во делот на нефункционирање. Знам дека и минатата година и оваа година извештајот се разгледува на време, меѓутоа го споменав собранието и неговата неефикасност. Па би рекол и неодговорно. Самите сте свесни затоа што ние имаме седници кои што почнуваат месецов, а се завршуваат после 3-4 месеци. Значи, тотална неодговорност имаме во собранието и нефункционалност. Во делот на правосудството што споменавте, јас не го негирам апсолутно. Јас се согласувам дека треба да можеби да се посети и затворот и Дризово и да се видат тие услови во кои што живеат луѓето, меѓутоа пак ја речем, ние не сме органи кои што можеме тоа да ги отстраниме тие работи. Тука треба да седи човек од владата или од правда или од било кое тамо министерство кој што го тангира конкретниот ФВ случај, ако зборуваме веќе за затворот, треба да биде министер за правда тука и да биде присутен, да ги слушне овие наши забелешки, да го прочита извештајот. Па ви имате ситуација, поранешната министерка за внатрешни работи, почитуваната Гордана Јанкуловска, има извештај од Комисија за дискриминација дека е дискриминирана на полова основа. Значи, жените се дискриминирани во однос на мажите. И сега никој не го споменува тој случај. Веројатно има и други, затоа што ако е за неа, веројатно се однесува и на другите женски затворенички, меѓутоа еве неа ја знаеме како лице. Сега никој не реагира за тоа. Затоа викам, тука на нас ни треба човек од Министерство за правда, лице кое што е надлежно за да ги слушне овие забелешки, да ги прочита овие забелешки и да каже до кога, значи со рокови да се каже, до кога ќе се отстранат овие пропусти што се констатирани од страна на народниот правобранител. До кога ќе се отстранат нашиве забелешки? Затоа што ова се што го правиме во функција на подобрување на нивните права. Ќе речам, тоа се затвореници, меѓутоа, како што рече и колешката Шиковска. Да, затвореници се, меѓутоа тие имаат права. Што треба сега ние, ако се тие затвореници да ги заборавиме? Значи тие се таму и на ресоциализација, колку што разбирам. Така да во делот на она што споменавте за надзорните расправи за ДКСК, јас ќе ве држам за збор, верувам дека ќе си останете на зборот и како владеачко мнозинство, не лично вас, значи како владеачко мнозинство, затоа што црвен аларм е оваа ситуација. Значи 22% минатата годинава 10%. А сите ни укажуваат. Значи кажуваат странци, кажуваме ние, и вие истото го кажувате и го гледате, некој погласно, некој умерено го кажува, меѓутоа сите сме свесни дека рак раната на општеството е корупцијата. И додека неа ја сузбиеме, ние нема да мрднеме напред. Чекор нема да мрднеме напред. Неуставни измени, на глава да се побиеме, нема да мрднеме. Така да останувам на поддршката, еве ќе ве држам за збор што побрзо да се направи таа надзорна расправа, да ги видиме тука одговорните лица пред нас да дојдат да одговорат зошто наместо да ја подобруваме борбата со корупцијата, ние стагнираме. Благодарам.